Здраво, другари, здраво криптореволюция. Значи днес едно кратко видео за Quantum Computer. Значи 15 години стара дебата и филмови на всеки bull market. Появява се тази мистериозен Quantum Computer, кой ще направи биткоин да изчезне и може да ви кажем една комплетна глупост за вас, що сте по-нови у вай сектор, значи всеко ще го правят на bull market, да ги изплашат луѓето, Quantum Computer, blackout, ке отнема струя, ке отнема интернет, значи брат, ако отнема струя и интернет, най-мала грижа ке ви е биткоин и крипто, значи ке ако нема струя и интернет, банките умират, луѓе ви прво ке се борите за храна и за вода. Тоа ќе биде общ хаос. Зборам за Америка, Македонија ќе е по-цивилизирано, така да тие што се Америка, ако ќе се случи тај блекаут, ќе биде заебано. Гледате сега, не знам колку прате до вчера, мене ми се смееше цела Македонија, што зборев 20 и нешто години за напредна технологија, за колку Русија ќе отиде напред, колку Кина ќе отиде напред, за распад на Америка, за драми, за пандемии, вонземјани у групата за мистерии. Одете бујрум, листајте, ќе видите што зборам. Пролистајте и скопајте си информации. Групата е, иако имат избришено американците едно 7 години од моите истражување, сепак може се најдат уште информација, али овие глупости, брат, имам стотици пораки, шо ќе се случи, брат, џаби инвестираме, блекаут, Quantum Computer, луѓе, ова е 15 години, овие трубадури се тука, Cointelegraph тие на Deep State, тука Yahoo Finance, значи секој за да ви сплашите, па брат, Трамп ако има Quantum Computer, значи тај уште малку треба да седне на престоло, замислете си, ќе зборили он за биткоин и неговиот син. Јас се извинувам, не е лесно да се откажете од кафе. 2 години кога не пием кафе и секош ми се спие кога ќе почнам да ја тумачам. Мозокот си траже, да не речам дрога, значи кафето е страшна работа. 2 години и уште само на кафе мислам, замислете си. Полесно мислам дека може да се откажат луѓето од цигари, од било која дрога, отколку од кафе. Другари, во ќе оставам прво овоа, тук ќе ви покажам дека беше. Типо, ќе ви го ставам, Fox Business, значи до вчера не верувал у биткоин, не верувал у крипто, не верувал у ништо и сега тука типо го ставиле да брамља за, замислете си, како од новиот чип сите се шокирани, биткоин ќе го уништи 300 чуда, значи овакви платеници ги има на секоја телевизија и секоја држава, знаеш, излава тука и погледнете за 3 дена го гледале 453.000 луѓе, брат. Значи комплетен ретард. Значи ги плаши американците, плаши цел свет. Тука народот ми пишува, брат, крај толку биткоин нема да надува, да постое, ќе го пробијат, блокчейн, значи луѓе, која е логиката Deep State со договор со сите држави, пошто сите држави контролират, да креират биткоин, тоест да креират блокчейн, да креират биткоин, да креират етериум, да и креират поголемиот дел од тие технологии што се ги избрале, како Solana, како сега да не Ripple. Замислете си, они ќе измислат чип и за нешто што ќе го уништи биткоин. Ако тај чип го уништи биткоинот, значи биткоин кој ќе падне, паѓаат сите другиот и секој ќе биде, ако биткоин, значи таа е вечната лага, као етериум, као Ripple, па и дури Dogecoin не беше мобет. Не може да верувам уште пред 11, мислам кога беше креиран Dogecoin и пред 7-8 години кога ми збореа, брат, ти си луд, купи Dogecoin, ќе го смени биткоин, што ја уште немам запознаено некој, иако Dogecoin толку многу се дигна, ја уште немам запознаено милионери и мултимилионери у Македонија од Dogecoin. Може ги имам, еве не сум ги запознал. Баш сакам да запознавам, дали постојат такви, пишете у коментари, дали знаете некои луѓе што се
мултимилионери и милионери от доги. У Америка ги има, ама после това постепенно улагат от други и губят се. Значи това е. Ако почнете с омаме, да, може да се направят луди пари, приконоки, али никой до сега не ги е зачувал. Тай Доги Кинг, що се случи, ги онаде. Ги изгуби сите и това е. Зато на моя канал ги няма тия шиткоини, али що им беше мобето, нямам да паничите, е Fox News, значи вие не ги верувате за нищо, ама интересно е психологията на луѓето како работи, за нищо не ги веруват, ама колки ви еве сега, ти покажи тук край света, оно, край на, а що си рекламира, колки видите, Quantum Stocks to Watch. Значи, сега тук американците одма шо правят, продават биткоино, ки тражат Quantum Stocks, одма ки ги има там, я не ги не гледам, ки си играят гембъл и ки ги пумпат, разбираш, ки си го лупнат биткоино, ки си го дадат нещо, шо е страшна креация, брат. 15 години, кое беше? Януари 3 2015 беше креиран. Чекай баш да видам, да не грешам кога беше креиран. Биткоин, не, фонто ми е сменен, биткоин is created. Значи биткоин беше креиран, значи Invented by Satoshi 2008, а е пущен 2009, да. Биткоин, другари, трябва да направим я видео на тази тема, е много по-стар от тия глупости 2008-2009. Я имам от старите видео кажено. Пред много повече години имат сборено за това чудо. Да се надявам да не ми го блокнат видеото, ще го пощифувам, а да няма тон. Луги, това чудо, вижте, най-малко се планира около 100 години. Пошо много луги забравят Никола Тесла какви работи има измислено пред 100-120 години. Значи това чудо, некем долава много теория на заговор. Ово кратко видео трябва повече да обяснам. Овие работи, сега ще ги гледате, са измислени пред 100 години и повече. И сега тук разложени и ги покажуват. Значи они имат квантум компютър напреден, който стварно може да го, т.е. го контролира и биткоин, и блокчейн, и сите други, и комплетно берзата, ама да е явно това прикажено, няма никой да биде прикажено. Значи они това ще прикажуват, минимум 100 години е стара технология, значи они замислят се колко се напред. Тия луги тук са воени, ако луги ще имат разговарано, моментално тай Deep State е Star Trek и Star Wars напредна технология. Ние тук сме нещо на село, знаеш, нещо натискаме, правиме и ние знаем, ще правиме на коя планета сме. Значи, другари, няма да измислят они толкова пари да уложат, да развият трилиони долари, 3,6 трилиони долари маркет, за някакъв си квантум компютър да го сбриши тази маркет, като тук, брат, измислили шиткоини, тук е гемлинг, коя технология е технология, що не е технология и си играят уши до 2162, ке трябва да се копа биткоина, значи едва го измислият дигиталното злато, не е 15 години хакирано и Sony ке измислят квантум компютър, що ке го убил биткоин. Мислям, да, луги, не и пагяйте на тия приказни, едно видео само да изгледате от 8 минути, дори не е ни 8, по-малко е правил сбор тук. Значи, Кен и крак биткоин, значи много добро обяснено тук, дека шанси няма, брат, шанси. Значи, я дека сбора може и да гледате превода, да не я пущам тоно, аз ке оставам видеото доле, под наслово, да не го пущам тоно, за да не ме случайно детектира и да ме го блокне. Защо го употребувам. Значи самото видео да кажува дека математически невъзможно, тай чип ще е измислен, е много яко чудо, да, и още по-яки ки бидат измислени, ама луги гледаш, но видеото е страшно, брат, страшно добро обяснено.
Значи не постоje такво нещо явноста да го знае, да биде способно да, да направя таква работа, да би го унищил биткоин и блокчейн и всички други, да речеме, работи, които ще ги креирали. Значи биткоин е новото дигитално злато, цял свет ке го прифане, сите ке тргуват земи со него, да, сите мислят ке изчезне кеш, али тия валути всека држава што се ги има ке останат, само од кеш ке се префрлят до дигитални, али главното чудо, место злато, што е тешко за купање, тешко за употреба, неограничено е. Елон Маск утре ќе најде некој астероид со трилиони долари, каже го злато и која е вредноста на златото. Како може ви да направите така да знаете која е вредноста на златото, ако не се знае злато колку постои? А биткоин се знае колку постои. 21 милиони тоа е. Отпорен на инфлација. Значи у Америка, ако тие кај нас се прават многу добри економски што разбират, кај нас се неписмени за економски, брат. Неписмени се за тоа што долара нема никакво покритие. То злато не се знае точната бројка. Значи точната количина. Значи на биткоин се знае. Значи за тоа е и дизајниран. Значи тие глупости што верувате некаков си Сатоши Накамото седнал таму у неговата соба, у неговата гаража, измислил толку напредна технологија. Тоа другари, јас сум разговарал со луѓе што имат завршено сериозни факултети, значи другари, страшна работа. Ако тие ми веруват у неков си Сатоши ше седнал у гаражата и измислил овакво чудо, за неков си Елон Маск успеал, ти татко му на Елон Маск, луѓе, ако отворам темата типо има градено воени бази, чуда, рудници, уши шо нема и едноставно синчето презима. Значи тоа да е као приватна компанија, да не е за народот. Значи ти замисли си Елон Маск има америчката војска, руската војска и кинеската војска нема таква технологија да одат на Марс, толку напредна и сателити и чуда. Елон Маск од таму од Јужна Африка, од плажата од кофички у песок, уидеме у напредна технологија и роботи и чуда. Да, не везе. Чи просто стават си CEO, директор на Тесла, директор на SpaceX, директор и као демек најбогатиот човек кој шо само и само да не на народот таа технологија да треба да се плаќа. Значи Амазон исто, колку пари е такво Microsoft, се може да биде на државно ниво и се да биде бесплатно да се користи, брат. Али играат си економија, играат си глупости, али иде новото такво нормално, значи ќе немате ништо, ќе бидете стрекни, што значи дека гледате у Америка распад систем, тоест кеш ќе го земат, златото кој ќе го чува? Тука у Америка може да тепат за 1 грам злато, не па за ја па за 1 грам, што зборам да те тепат за една златна, кажи го, кој да ти кажеме, маленко парче, брат. Сам мозокот ми блокира да направам пресметката. Че мало, миниатурно, за $20 само да е свете златничко да е, за најминиатурното нешто да купите, што тука луѓе толку опасно Америка, виж, тука опасно сад да се носи на раката, луѓе. Што може да ти ја скинат раката да ти однесат. Телефон за патки се убиват. За патики се убиват луѓе, замислете си. Што толку е станала, кажи го, државата е отидела у пропаст, што тоа го нема на вестите. Значи, тоа е страшна работа. Сакам да ви кажам дека гледате криминалци не се апсат, значи направено е системо да вие не држите дома кеш, вие да не држите дома злато, да немате вредности, да немате различни, например, уметнички дела, диаманти, чуда, затоа што вие треба се да држите у банка, вие треба се да држите, тоест, мислам банка, што ја лупам зелени, беше да држите у банка, се и банките више гледате пропаѓат низ цел свет. Целата финта се да држите у крипто, на тие децентрализирани волити и комплетно да ве оттргнат од физичкото. Значи, тоа е новото нормално. Кој разбере, кој инвестира у биткоин, кој си најди нова технологија, не мора да е Ethereum и Cardano, ја ги тие кажувам за тоа што до сега, толку години, никош не се пропаднале. Значи, кој ќе успее да се најди оваа сезона, мислам дека гейминг токените ќе бидат така доста добри и се повише ќе од тие ќе
трилиони маркет, значи игрите няма да изчезнат, защото не ли новото нормално е затворени 15-минутни градови, от дома сите да работят, дома дори някои ще няма да работят, едноставно ке взимат там някакви си бонови и дигитални токени и роботите презимат на Елончо и си они работят. И ние ки бидеме како, мислам, я не планирам, аз имам други планови, ама повеќето од народу ќе бидат затворени како стадо овци у трло, само тие ќе бидат такви големи градови, по 15 минути ќе се движат, пошто комплетно немат потреба више од вас. Значи до сега сте движивте у контролирани, гледате како е улиците, како се направени. Ко викат слобода. Каква слобода, човече, ти заглаваш, се обраќај, ти браче се знае дека идеш на бензинска, ти не можеш повише да стигнеш, знае се колку колата може да извозе, знае се телефона колку може да издржи со таа батерија. Знае се ки од друг држава, туку Америка најчесто па јако одив да патувам, човече мене секој стейт ми блокира дебитната картичка и демек украдена. Ти треба да се уиш од банката, па да кажеш дека ќе патуваш, комплетна контрола, брат. И ово сега фактички тука со криптото, народот гледа дека не е толку контрола, можеш што сакаш да правиш, да префрлаш чудо пари, да трошиш, ама блокчейн ве следи, запишува се. Не дека нели ви дремат над главата, ама блокчейн запишува се и фактички може да ве следат. Значи да знаат у секое време, ако ќе направите нешто, укуцуват и по твојата адреса, ти не си име презиме, или ти ста адреса x.300 чудо, и ќе ве најдат се, комплетно и детално, што сте правили, како сте правили. Најми е мило, ја на во се радувам, иако е нели на длабоката држава технологија, која што ја радо би избрал стварно кеш и злато, ама знам што ќе се случи и затоа гледам побрзо да го разберам ово. Ти од ово нема спас. Ово нема спас и затоа гледам да го научам побрзо и знам дека тие што се инатат, утре пак ќе земат пари, ќе видите токени, пак ќе се инатат, ама пензијата ќе биде у токени, брат, нема да биде у кеш и у злато. Значи, ништо нема да разберат и ништо нема да направат профит, едноставно ќе си земат пензија, ќе си земат плата и иди ми дојде ми додека не ги заменат комплетно со тие робочиња на Елон Маск, кои што сите го величат сега, нели? Да, стварно неговата компанија ќе оде многу напред, то просто нема ни крај. Ама сакам да ви кажам дека тие филмови, мене што нон-стоп ме прашувате и ми праќате пораки, паники, не, другари, купувајте си биткоин, на која е цена да го купите биткоин? 100.000, 200.000, 300.000. Се што ќе треба да го чувате 4-5 години, че купиле сте го сега на 100.000, после 4-5 години ќе биде 300.000, брат. Дори на 300.000 да купувате помалку, ќе минат 4 години, ќе биде милион. И се така ќе оде се нагоре и нагоре, брат. Нема крај на тоа чудо. До 2162 е unlimited. Ќе оде милиони, брат. Милиони. 2045 може да ќе биде 20-30 милиона. Сега звучи фантазија, ама и фантазија звучише кој зборев и пред 7 години дека ќе стигне до 100-200 илјади. Одложи се заради нападот на пандемијата и Русија и Кина. Русија и Украина што имавме проблем. Тоа беше сериозна војна. Значи, многу луѓе не разбират, Украина е многу битна држава, че там нема поквалитетна земја, че вода, ресурси, чуда има у тоа. Че цел свет се хране од Украина луѓе, земете истражете. Че таа држава произведуваше чуда, значи од најразлични ѓубрива, од многу сега моментално пошто мислам на други работи и не сум спал, имам се на 4 сата спино, а требаше снимам 2 видеа, утре па треба да станам рано, бев на роден ден, натаму, сакам да снимам секој ден по едно кратко видео, ово испадна па 30 минути, но сакам да ви кажам, моите видеа се кратки, брат, нема ја тука да седам во офис, да се костумирам, да се спремам, не, кај мене не се наплаќа и видеата се рандом, што мислам во моменту и тоа го кажувам, разбираш, не сега тука да запишувам на листови, па чекава как ќе кажам, она как ќе кажам, нешто професионално, гледате нема ни камера уклучено,
Чисто лабо пущам микрофон и гледам 100 поръки, плашат се за Quantum. Ще брат, я днеска 100 луги, 200, 300 да го изгледат видеото и да не се плашат за Quantum дека ќе го нищи биткоин блокчейн. И ако стварно разберат, што изборам, аз съм 11 години у овај сектор, брат. 11 години, а читам уназад 15 години го плашат народу со истиот обед пред Bull Market за да си продават. И има такви што продават. Као да ме утре уклучи го чипо и крај света, пропаднаме. Че глупости у боја. Другари, мене ми е мило да направя на какво кратко видео. Кој гледа, гледа. Кој гледа и разбере дека нема шанси квантум компютер да го уништи биткоин и блокчейн, ќе си накупува. Ќе си трупа. Како нашите дедовци што се трупале злато на времето. За жал комунистите се и го земале. Така да, другари, ово дигитално злато тешко да ви го земат, ама па измислува да е шиткоини и други такви фантазии коини и на тај начин ви го земат. Дипломатски, значи, брат, оваа технологија оно и ви го земат. Значи, умре тоа кога на сила одлучува да ви го земат и имоти и се, и живина, и чуда. Сега, братче, дипломатски ви го земат. Измислуват 90.000 токени коини и си играете гемлинг. Че тука повише луѓе се станале сиромашни, отколку богати. Гледате ли у Македонија крипто нема ништо. Да, тоа ќе забравя, значи, утре ќе направам баш видео. Значи, у Македонија, по мој инфо, од банкар, значи, проблем не се македонските банки, проблем е државата не е сериозна да се зафане, да го среди, да го регулира крипто маркето и заради тоа Visa и Master ги прават тия, да речем, проблеми со пали гаси, бива не бива. Значи, не е бил проблем до македонските банки да се плашат дека вие ќе се префрлите скроз да избегате таму. Да се надевам дека добро го пренесов воа, што се ми го кажале. Али проблемо е државата што не си ги решава проблемите или според мене, не според банкаров, според мене дека нема дозвола Македонија од, знаете, која е најголема амбасада, ја дека сум, не сум Русија. Значи, таа амбасада, кој ќе каже, окей, Македонија, таа и таа дата може да ги унесе берзите да почне и може, тоа е на шо по-скапо. На македончето не заслужува како американците да има берзи, да улегне на ефтино, да направи парички, македончето треба да улезе до крипто на најскапото и гледате, у Македонија се остават пирамидални шеми, остават се телеграм канали и групи да го ждерат народу, а наплаќат за такви па најмис интересни ботови продавале, тие ботови ќе трейдале за вас, па у Телеграм ми пише ќе ти дам инсайдерски информации шо ќе лита, шо ќе не лита и си наплаќат, ждерат го народу и има народ што верува. Значи никој не е застрпливост, гледаш сите се там, тие групи се огромни, сите одат таму. Че кај мене, брат, бесплатни информации, мала група, супер, брат, мене ми мило. Мала група на луѓе, ќе си станат богати, ќе се запознаеме во Македонија, ќе се дружиме, ќе видиме што можеме заедно да направиме еден ден, тоа е таа дигитална армија и ја што креирам. Мала бројка сигурно. Овие големи бројки таму, големи бројки, големи групи, големи проблеми и големи загуби. Ние сме мала група, скромно другари, бавно, полека, со, кажи го, страпливост, со години, тук ќе уложиме, знаеш, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% е вашиот избор, не мора да е Star Atlas, много сум го зборил Star Atlas, значи да е ваш избор, 10% у Ripple нека е, 10% у BNB, Binance Coin, 10% Solana ли ке, што да знам кои други таму имаше на мојата watch листа, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, така ли. 10% нека е Solana. Или следната тура кој ќе купите 10% нека е BNB. 10% нека е Chainlink. Наредните $100 кои купите, 10% нека е Polkadot. Наредните кои купите, 10% Stellar. Наредните Vici, наредните Sandbox, наредните Gala, наредните Axie Infinity, наредните RON, наредните Star Atlas DAO. Овие двата се по гемлинг. Можете 5% ова и 5% тај. 5% SLP, 5% ама секојаш базата ви е 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано. Другари,
математически невъзможно. На коя сума да го купите, да го товарите магарето, после 4-5 години, когато фактически стане булмаркет, сигурно парите няма да бидат исто, тук ќе бидат по-големи. Да, може 100% да речем ќе промашите од некој да вие 10% няма да е то, или не сте ги продадели на време, или драми, или технологията не се развива како што треба, ама биткоин ќе ви изваде, Ethereum и Cardano, или нека е најлошата варијанта да вие трите да лошо одат, биткоин ќе ви изваде за тоа што сте купиле у другите. Разбирате ли? Че може да нема да изваде 100% да речеме, пошто зависно 30% сте купиле, ќе ви изваде може да не за еден bull market, ами за два, финтата е да трупате. Еве го. Злато, сребро, еве бронза. Иако ово треба да е среброто, ама тоа е. Ethereum дори сигурно и ќе го напумпат сличен market cap тука, па ќе има леле, ќе го помине биткоин, нема да го помине. Сите ќе си сплашат, леле, Ethereum стига, белата мечка стига до биткоин и ќе земат глупите, ќе си осменат биткоина за Ethereum, тоа пак си падне тук ќе се држи на втора позиција, ќе му се приближи до маркет капо, да и го земат на сите биткоина, да го натупат у Ethereum, после опане ќе го продават, пошто не разбира дека од ово може да се живее од staking rewards, од ово може да се живее од staking rewards, а ово е злато, кој што може да оваа сезона и до 170, 180 ќе го напумпат, може и 200. Значи се зависи колку луѓе го продават на 100, нема да може да издржат. Тие може да издржат од другата страна со тај квантум компјутер што играат. Значи може да издржат, да го земат на сите настоелите, да го качат на 180, на 200, па овие што се го продели на стоелите од паника дека тоа ќе е 300, да и го земат, разбираш. Ќе има голема драма, ќе има ова е bull market. Голема драма, тоа со Сирија што се случува е шокирачко, уште го истражувам. Значи, кога е паднала Сирија, другари, фактички гејто е отворен пред Иран и ни улаваме не е толку мирно како што мислат луѓето, победи Трамп и тоа е, врачки течи мет и млеко, не, другари. Улаваме у многу зевани геополитички игри и наредните 4 години ќе бидат големи драми. Што за мене е супер, јас да успеам да кеширам овај bull market 2025 додека Трамчо првата година се загрева и после 2026, 2027, 2028 тие страшни драми, страшни кризи, страшни чуда, страшни војни, тука можеме чекаме со Иран да видиме што ќе биде, Сирија, кажи го и со Кина и со Тајван, исто ќе биде зафркнано и тука луѓе имаме два маркета, Wall Street и крипто, биткоин, што пратат тие работи и тие дешавки. И може да биде многу жустро. Али на мене ми одговара. Ја да кеширам на тај bear market, на тај bull market, по 3 години bear market, нека си ги изваат очите, брат, нека супер, нека прават што прават. Може и 2-3 мини нуклеарки над Украина, за жал, да, тоа се наша ДНК луѓе тие Словенија, али да ударат за да се реши и таму, тие се излезени од контрола. Не може со дипломатија, не може со мирно, таму имаме едно елита што добро плаќа и манипулира и повеќето се платеници, да знаете, кучињата на војната става платеници и тоа ќе има драми што ќе биде супер за нас. Сите што сме у крипто ќе биде супер затоа што ќе има такви крашови, таков рестарт што ќе видиме кои од овие ќе останат како технологија ќе издржат и ние ќе знаеме у наредните 3 години тај bear market што да си напукаме и да си градиме кукички на Македонскиот полуостров, турците што го викат и лажната историја Балкан, да си изградиме некои кукички таму по планините, повисоко од градови од села, дека има бунари, дека има дека не е толку високо да се произведува храна, да речеме, и братче, зашо да не, може Елон Маск и у Македонија ќе пушти интернет, па нема да ни требат кабли, мабли, чуда, става си на куќата, мине сателитот, земаш си интернет и трейдер, флипер, флипуваш, траеш шиткоини, траеш технологија и си кулираш, братче, горе у шумската кукичка, а доле у градовите тие што ќе останат, другари, тие мала група од 1000 души ќе го гледате видеото, да знаете и помнете, Трамп може ќе издржиме 4 години, али после Трамп, другари, тие што ќе живеат у градовите,
ќе живеат у пекол, тие што ќе живеат у големите села исто ќе видат пекол, а тие што ќе живеат многу подалеко, ќе имат поголем процент за подобар и помирен живот. Ќе направам ја појако видео на оваа тема, многу луѓе сакат на оваа тема, имав многу добри видеа понапред, али Чичо Google, Чичо YouTube ми избриша се живо, како што ми избриша за 7 години комплетно од групата за мистерии и како што гледате сами ме блокира, дури видеата не ви стигнуваат и како известување. Коментари враќаме, не ти пишува порака, брат, абе пишавте на YouTube, зашто не си ми врнал, правам пред скрин. Еј, брат, не сум видел, значи, дури ги замеси, не истигнува ни известување, ја на сите имам врнато. И се имам заблагодарено што ме гледат на YouTube и ќе кажам дека кажав декември 2025 за тие што поддржат каналот. Ќе видиме како јас да ви се одолжам и чао другари.